една поинаква конотација. Развојот на информатичкото општество и информатичката технологија представува предизвик за слободниот достап до содржини, ослободени од ограничувања, како што се авторските права, селективниот пристап, сложените регулативи, техничко-технолошките и корисничките пречки. Транспарентноста на информациите и содржините, нивната инклузивност и достапност овозможува комуникативност, размена на знаења и искуства. Да. И јас би ве замолил да ги зафатите вашите седишта. Навистина, дружењето е убаво, но сепак мора да продолжиме со нашата работа. Значи, транспарентноста на информациите и содржините, нивната инклузивност и достапност овозможува комуникативност, размена на знаење и искуства, доведува до креативни решенија и истражувачки резултати. Отворениот пристап представува начин на кој резултатите од научната работа и истражувањето е бесплатно, онлайн, достапно до секого. Истражувачкиот процес се катализира доколку резултатите од работата се слободно достапни. Отворените образовни ресурси имат глобално значење во сите општества, земји и средини. Слободно може да се каже дека околу 15% денес во светот од научните списанија се објавуваат во режимот на отворениот достап. Повеќе од 2 пати, во интересен факт, информација, значи, повеќе од 2 пати и е поголема цитираноста на научните статии кои се објавени во Open Access списанијата. Некои отворено достапни содржини и портали во Република Македонија, само накусо би ги навел, тоа би биле e-учебници, School, најновиот портал OR.mk, дигиталните складишта, DLib.mk, дигиталната библиотека при НУБ, e-книги, дигиталниот архив на македонскиот јазик и така натаму. Од околу 400 тековни наслови списанија во Република Македонија, околу 40, значи отприлика 10%, што отприлика и се наоѓаме во светските рамки, се Open Access списанија, односно електронски списанија. 2 списанија од Република Македонија се цитирани во Citation Index на Thomson Reuters и веќе трета година со се поголем индекс на цитираност. 12 списанија од Република Македонија се индексирани во DOOAJ, Directory of Open Access Journals, некои дури и содржински, и 13 списанија од Република Македонија се вклучени во базите на EBSCO. Инаку во Република Македонија функционираат вкупно 170 библиотеки, кои навистина представуваат фокални точки за овозможување на достап до публикации, информации и сите видови на библиотечни услуги. Каде се наоѓаме ние во светот? Само една куса информација. Според Сциндексот, Македонија се наоѓа на 94-то место во светот по објавени документи во задните 15 години, со вкупно 4401 документ, со H-индекс од 54, каде сме сместени во групата 9 од 10. Кои би биле предуслови за создавање на едно отворено информацијско општество? Од прилика, усвојување на развојна политика, дефинирање национална стратегија, координација на секторите во општеството, вклучување меѓународни инстанции, развивање техничко-технолошки и финансиски предуслови, воспоставување ИКТ инфраструктура, контекстуална програмска и содржинска организираност, широка достапност, регулирање на интелектуалната својина, примена на стандарди, препораки формати, промоција и развој. За искуствата во регионот, во развојот на националната инфраструктура за отворен пристап и за националните складишта со отворен пристап, ќе дознаеме повеќе од нашите гости од Република Словенија и од Република Србија. Додека за open source системот и управувањето и публицирањето списанија
и за информацијската инфраструктура за публикување со отворен пристап во Република Македонија ќе зборуваат нашите гости и представници од УКИМ од Скопје. Само една информација, презентациите треба да трајат 10 минути. Јас би ги замолил, значи, презентерите да не го прекрачуваат тој лимит. На крај од секоја сесија, значи на крај од оваа севкупна сесија, ќе имаме можност 15 до 20 минути да имаме дискусија. Како прва ја поканувам гостинката од Универзитетот во Љубљана, доктор Мојца Котар, да ни се обрати. Повелете, доктор Котар, просим вас. Добар ден. I would like to present to you. Би сакал да ви представам што е направено во Словенија во однос на отворениот пристап. Словенија не е напредна земја во оваа смисла, особено во отворениот пристап. Мислам дека истото се однесува и на Македонија. Врз основа нашите искуства, јас би сакала да предложам на Македонија во моите последни слайдови да искористи тоа што е доцни, значи национално да планира. Ајде сега да го дефинираме за што зборуваме о отворениот пристап во науката и не стои само, тоа е дел од отворената наука, широко едно движење кое што значи дека истражувачите ги споделуваат своите резултати, што е можно порано, своите лабораториски тетрадки и кога завршува истражувањето го објавуваат на начин на кој што им овозможува на сите веднаш да го прочитаат тоа. Во отворениот пристап ние зборуваме за отворени публикации, отворени податоци и отворените публикации треба да бидат прегледувани од страна на еднаквите на нив и значи видовите на отворени публикации што ги знаеме се оние кои што можат бесплатно да бидат прочитани веднаш, но ова не е идеален начин на отворен пристап, бидејќи авторските права остануваат со издавачот. Значи, идеалниот тип на отворен пристап е либералниот отворен пристап, а тоа значи дека кој да е во светот може да го прочита веднаш, да ја прочита статијата, но исто така и авторите да го задржат авторското право. Значи, ние за таа цел можеме да го користите лиценцата за Creative Commons и тоа беше споменато претходно од господинот доктор Тарковски. Видовите на отворен пристап се отворени списанија, што значи дека целиот списание е отворено и сите написи се креирани со лиценца и другиот вид е зелена отворен пристап, тоа значи дека истражувачите кај да е објавуваат и тие ги постираат своите своите написи во складиштето. Отворените податоци се сетови на податоци кои што се произведени во текот на истражувањето, тие обично не се отворени, тоа е нешто ново за одредени теми, за одредени научни специјалности. Има отворени податоци, но дека исто така не е потребно лиценца за авторски права, за да може кој да ги користи отпосле. Значи, тоа е CC0 лиценца. И откако ќе имаме отворени списанија и отворени податоци, можеме да ги поврзаме. Најлесниот начин тоа да се направи е да се поврзат по името на проектот. И ова е нешто ново. Значи, Словенија е една мала земја, 2 милиони жители, исто како Македонија. Имаме голема финансиска криза во Македонија, во Словенија, и кога сакаме да го планираме обкружувањето за отворен пристап, сакаме да знаеме со какова количество се соочуваме. Значи, од оваа табела можете да видите дека најголемите производители на истражувачки списанија се 4 универзитети и тука ги имам наведено 3 најголеми институти. Идејата е, откако имаме складиште со отворени податоци, да ги поврземе електронски и дисертациите, дипломите, магистерските трудови и докторските трудови. Словенија има национален тековен информативен систем и тој е дел од КОБИС системот. Значи, за
публикациите можеме да направиме проценка на нивниот годишен број, но што се однесува до сетовите на податоци, не знаеме што се случува, не знаеме колку сетови на податоци се произведуваат годишно од страна на научните стручњаци. Ситуацијата во Словенија во моментот е следната. Немаме отворена политика за отворен пристап од страна на основачите институциите. Тоа значи дека тоа се уште не е обврзно да се ставаат публикациите во складишта на отворен пристап. Имаме план за развој на истражување на полето на инфраструктурата за 2011 до 2020, значи ќе се воспостави национална инфраструктура за складиштата на и за податоците и кој ќе биде воспоставена, ќе биде обврзно да се таму доставуваат, но не е кажано кој ќе го прави тоа и кој ќе плаќа за тоа. Го имаме документот, ама уште ништо не е направено. Значи свеста на истрашувачите во врска со отворениот пристап е многу ниска. И од извештајот минатата година можеме да се вели дека има ниска свест, ниско ниво на вештини, недостигна интерес од страна на релевантните институции, обесхрабрување заради ниско ниво на повратни информации, значи и плагиаторството. Значи силната поддршка од ректорите беше заради плагиаторството. Еден член на парламентот имаше плагиатна диплома од Универзитетот во Љубљана, а тој го ја презентираше во Марибор како магистратура и беше фатен, и од таму добивме до силна поддршка од ректоратот. Значи има одредени поединци кои што ја подпишале декларацијата за отворен пристап, но не и институции. Има 37 центри за списание кои што се регистрирани, немаме национален портал, слично како во Србија и во Хрватска. Значи, многу малку монографии со отворен пристап. Имаме една складишна репозиториумот на Универзитетот во Марибор и 3 во Универзитетот во Љубљана. Единствениот ги имаме во природните науки и хуманитарните науки. Националната библиотека беше партнер во помалите проекти и мојот универзитет е исто така активен во другите проекти, значи ја се однесува на инфраструктурата за отворен пристап на Европа. Ние сепак нешто можеме да покажеме и да најавиме. Имаме националниот информативен портал на словенечки јазик. Името на доменот е типичен за сите земји кои што се во Европската Унија, значи operaske.com и плюс иницијалите на земјата. Јас би ве охрабрила да го проверите, мислам дека ќе биде тешко да го разберете на словенечки, но има информации што се отворени публикации, што прават истражувачите, дали треба да го мораат да го прават тоа и така натаму. Проектот за отворен пристап уште се одвива. Ние работиме на истражување на инфраструктурата и планираме како да изградиме националната инфраструктура. Го имаме планот на активности за порталот на Словенија на научни и литературни списанија, но немаме средства за да ја воспоставиме инфраструктурата. Сега ние чекаме на резултатите од тендерот на Министерството. Тоа е последната линија овдека на слайдот. Значи, пилот воспоставување национална инфраструктура за отворен пристап, значи формира конзорциум и тук имаше распишан тендер за 4 репозитории, значи за 4 складишта и тоа значи дека Европската комисија веднаш ќе ги може да ги гледа сите публикации од различните проекти и целата инфраструктура ќе биде поврзана со националниот систем и ќе биде придонес кон Дарт Европа и WorldCat и на ниво на порталот, значи само словенечките текстови ќе можат да бидат проверувани за плагиаторство.
Значи, еве што ние би сакале на крајот да постигнеме. Значи, национална инфраструктура, овдека броевите што ги гледате, значи, ако сме успешни со тендерските апликации, значи дека ќе ги собираме, речеси, сите електронски дисертации и тези, кои што се годишно создавани во земјата, бидејќи универзитетите се најголемите произведувачи на вакви публикации, ќе собереме и 8% од Нашите истражувачи произведуваат многу повеќе од овие бројки, но ова ќе бидат написи кои што биле разгледувани од стручњаци од областа. Текстовите треба да бидат оние кои што ги препорачува Европската комисија, ги ви давам на крај листа, тоа значи дека сите написи, уште 2 минути имам, добро, значи, што би требало да биде обврзно тука? Значи, сите написи од јавно финансирани истражувачи би требало да бидат отворени и пристапни или веднаш, или пак да бидат објавени во списание со отворен пристап, а во другите списанија би требало да бидат по 6 месеци на располагање и во складиштата на ваквите податоци. Врз основа на она што се случуваше во Словенија и овие растркани напори што се случуваат, совет би ви дала да ги искористите тоа што досните и да планирате национално. Добро би било кога би имал еден информативен портал. Името може да биде ова што ви го давам. Тоа е типично за сите други европски земји на Европската унија. И вам ќе ви биде потребна една национална инфраструктура. Значи, тоа обично значи универзитетите да имаат своји институционални складишта на документи, се да биде компатибилно и се разбира компатибилно и тоа ќе која е на линија на она што се е воспоставено во Европската комисија. Искуството покажува дека и студентите и истражувачите кога треба да ги депонираат, да ги имаат проблеми, се грижат за авторските права, не знаат како тоа да го направат. Истражувачките библиотекари од академските библиотеки и специализираните библиотеки се многу блиску до овие теми, ја разбираат научната комуникација, но ќе треба да научат уште нешто, но не е тоа премногу тешко. И ова за да може ова да биде оперативно, вам ми се потребни мандати. Како може мандатите да бидат исполнени доколку ги немаат овие складишта каде што може да ги депонираат трудовите? Значи, последното е зачувување и управување. Морате да бидете за ова свесни уште на почетокот. Постојано управување со она што се јавува во тие складишта на трудови и можност за постојана читливост на трудовите што се наоѓаат во овие складишта. И пред да направите план, вие треба да направите една анализа кој е вашето научно-истражувачко обкружување и на национално ниво. И мислам дека, ако е мојата информација точно, имате 2 јавни универзитета. Не е важно, например, универзитетите, се оние кои што произведуваат истражувачки трудови, колку треба да се види колку произведуваат годишно и да се види дали е добро корисно да се имаат повеќе вакви складишта на трудови со помал капацитет или пак поголем. Јас сакав Словенија да има едно вакво складиште на трудови, но не бевме успешни во промовирањето на оваа идеја. Но вие треба прво да проверите колку вакви трудови ќе бидат на ниво да може да бидат складирани во овие складишта, па да одлучите дали ќе имате едно главно на национално ниво или пак да имате три реве, например, регионални. Ова е нешто кој што ќе може да ви биде корисно. Препораката на комисијата е како еден вид Библија. Се она што земјата треба, таму е содржано се она што треба да го има земјата, што се однесува до отворен пристап и до зачувување на научните информации. Насоките на УНЕСКО се исто така многу корисни, какви се различните видови на отворени пристапи и на крајот на документот се даваат различни примероци на политики на ова поле. Во Данска, например, тие се поорганизирана нација колку што сме ние, тие воспоставиле национална група и тие ги подготвиле овие препораки и конечниот документ е многу корисен.
и Ирина секогаш стои на располагање да помогне на сите што сакаат во регионот. Благодарам. И благодарам на доктор за незиното навистина продуховено презентирање на незиниот труд. Особено благодарам на незините сугестии и препораки кои би требале да се држиме до нив кај нас во Република Македонија. Сега би сакал да ја поканам магистар Билјана Косановиќ. Таа е раководител на информацијската служба во Народната библиотека во Србија, во Белград. Thank you, and thank Mojca to open my slides. Најпрвин би сакала да им се заблагодарам на организаторите што не поканија да споделиме некакво знање. Ова ми е втор пат како присуствам на оваа конференција. Навистина сум позитивно изненадена колку луѓе има тука да чујат можеби не толку интересна тема, што значи дека многу луѓе во Македонија препознаваат потребата за овој отворен пристап на знаење. Доаѓам од библиотекарската струка и се знае дека еден библиотекар сака да сподели тоа што го има во нивните складишта. Значи, отворениот пристап е природното место за библиотеките и секоја можност се користам за да поддржам оваа иницијатива. И најчесто кога давам говори на оваа тема, секогаш сакам да носам нешто портокалово, бидејќи портокаловата боја е бојата на отворенот пристап, затоа носам сега и вакво нешто. Сега ќе почнам да зборувам за мојата презентација и ова е многу конкретен случај што ќе го презентирам. Тука станува збор за присуството на српската заедница истражување во проектите што се финансирани од ЕУ. Во сите наши земји секоја година се повеќе и повеќе истражувачи дури од помалите земји стануваат дел и земаат активно учество во европското истражување. И сето тоа е поддржано и финансирано од Европската комисија и нивните фондови, и тоа оди преку рамката 7, кој што сега е на сила, и Европата ја менува политиката за отворениот пристап. Од друга страна пак, не постојат интереси во Србија за правење вакви складишта. Има неколку, но нема голема активност во моментот. Има за списанија за отворен пристап, но за вакви складишта немаме ни искуство доволно. Европа единствено следи што доаѓа од Америка и моментот со отворениот пристап почна во Америка, во Соединените американски држави, и сите резултати од истражувањето најчесто се надписи во списанија и слични работи. Сето истражување кое што е јавно финансирано мора да биде отворено. И тие искуства доаѓаат од САД, па потоа следи Обединетото кралство и на крај од Европската комисија во 2007 година. Советот направи заклучок за научни истражувања и зачувување на расширувањето на информации. И воопшто еден стратешки документ 2020 документот се истакнува дека се што е финансирано од Европската комисија и незините фондови ќе биде во отворен пристап до 2020. Како пилот проекти, тие се најавени во 2008-та, каде што сите надписи за истражување кои што се публикувани во овие 7 области наведени на слайдот мора да бидат со отворен пристап. И веднаш по тоа се направи портал, се вика Open Air, и таму се наведени сите проекти кои што мораат
да следат оваа одлука. И пред да дојдам тука, проверив дали има некои македонски истражувачи и проекти кои каде што се вклучени македонци, и секако дека има. И има и трудови кои што мора да бидат со отворен пристап и кои што доаѓаат веќе од Македонија. Кога станува збор за Србија, има речиси 200 проекти, финансирани од страна на фондовите на Европската комисија, и 27 од тие проекти се преку клаузулата 39, ја гледате тука, каде што му се кажува на истражувачот дека мора сите нивни дела и трудови да ги стават на отворен пристап. И тука има поврзано со заедницата на истражувачи во Србија, и само ги прашав дали воопшто дали си ги знаат обврските за тоа што подпишале, и ниеден од нив не знаат што имат подпишано. Секако ги поддржувам да подпишат, меѓутоа ако подпишете нешто, мора да го следите тоа. А никој од нив не го прави тоа. Толку се срекни што добиле таков проект од Европската комисија и финансирањето, што се ќе подпишат што ќе им се понуди. Зошто ги започнавме овие проекти? Тоа го направивме за да ги поврзаме сите овие документи и за да ги едуцираме сите истражувачи за Копсон. Копсонот е српската институција за која што им даваме можност на истражувачката заедница во Србија можност да читаат повеќе трудови, и ние на вистина многу сторивме за да ги образуваме и да им служиме на многу начини на нашата истражувачка заедница. Им дадовме достапност до многу вести на нашиот вебсайт. Се обидуваме да имаме активна имейл комуникација со нив, исто така и по Skype комуницираме со нив. Значи, работиме како библиотека кон нашата истражувачка заедница. Исто така, имаме искуства со сиве овие интернет техники кои што значи дека имаме PMH протокол, имаме искуство со тоа, позитивни искуства со тоа проектот. И Копсон ќе биде природното место за истражувачите. Тие веруваат во Копсон, ние сме веќе некој институција што носи позитивни искуства и што врши големи напори за промоција. Кога го промовиравме пред да го промовиравме проектот, сметавме дека ќе биде добро да си има нешто за почеток. Доколку луѓето видат дека веќе имате нешто, повеќе ќе ви веруваат. И ќе веруваат дека вие сте способни да развиете нешто вакво. И ова е вебсајтот каде што ги собираме тие надписи. Секогаш сакаме да имаме смисла за хумор, па така вебсајтот пишува наши FP, бидејќи поврзана со друга услуга која што слично звучи, и сакаме луѓето да го препознаат дека заедницата на Копсон и на библиотеките го има направено за нив. Имаме собрано досека околу 60 на написи и трудови, сите се тие со отворен пристап. Ова е обична метадата за научната литература, но еден труд мора да има целосен текст, мора да биде отворен пристап и мора да се прошири со бесплатно дополнување на други полиња, кој што не е тешко да се имплементира. Усвоивме и print софтвер, кој што е еден од заедницата за отворен извор. Не е многу тешко да се имплементира ова, па ако библиотекари може да го имплементираат, не е премногу тешко за имплементирање. Кои ни се целите? Се разбира, сакаме да го прошириме нашето
знаење, да бидеме во допир со се што се случува со политиките за отворен пристап во рамките на Европската Унија и секако сакаме да ги имплементираме сите тие политики во помалите земји. Сметам дека истражувачи секаде, без разлика дали доаѓаат од мали држави и тие мораат да ги следат тие правила. И секако, не гледаме улогата на библиотекарите како собирачи на информации, туку сакаме и библиотекарите да ги гледаме како личности кои што споделуваат информации. Да го има знаењето, но и да споделуваат информацијата. И на тој начин се обидуваме да придонесеме и да големиме видливоста на, се разбира, на документите кои што се прават во Србија, исто така за истражувачите. Мислам дека ќе завршам точно на време. Уште 2 секунди, ви благодарам многу. И благодарам на магистар Косајното инспиративно предавање. Се надам дека доста од овие информации ќе бидат аплицирани и кај нас во нашата средина. Сега го поканувам професор доктор Владимир Трајковски од Филозофскиот факултет во Скопје, Институтот за дефектологија, да го изложи неговото предавање. Благодарам, господин Дадасовиќ, почитувани професорки и професори, драги колешки и колеги, ценети постдипломци. Ќе се обидам во следните 10 минути да дадам скромен придонес на оваа високо значајна конференција и да ги пофалам организаторите за високо професионалност во организирањето на истата и да се заблагодарам за поканата. Ова мене ми е прв пат на ИСО сеати, колешката од Србија кажа дека е втор пат, така што пријатно се чувствувам тука заедно со вас. Она што го работиме во последните 5 месеци ќе се обидам во 10 на 12 минути да го представам и бев замолен попрактично да предавам, така што наредните слайдови се однесуваат на можноста како да се аплицира во списание кое е од отворен пристап, а го користи овој Open Journal System. Сосема накусо навоведот, тој е систем за управување и објавување на списанија што е развиен од Public Knowledge Project-от, кој што е отворен софтвер со слободен пристап и го прави публикувањето на отворен пристап доста остварлива опција за повеќе списанија, особено на списанија од така наречени земји од третиот свет или сиромашни држави како што е и нашата. Овој Public Knowledge Project е во партнерство со Simon Fraser University of British Columbia и Stanford University и вклучува до јули 2012 година околу 12.800 наслови од целиот свет. Која е целта, ќе се запрашате? Тоа е целта на OJS, дека тоа е систем за управување и публикување што е дизајниран да им помогне на истражувачите од факултетите и универзитетите да им го олесни процес на поднесување на труд се до финалната публикација. Зошто ни е потребен Open Journal системот? Потребен ни е заради тоа што многу ја олеснува детекцијата преку пребарувачките машини, бидејќи има одлична метадата, поврзане со Crossref и исто така со директори во Open Access Journals. Лесно се симнува од интернет и има добри капацитети за пребарување и бесплатно е, како што кажав, за членувањето во истиот. Она што е недостиг го има на многу јазици, но се уште не е преведено на македонски. Го има на преку 80 и на 90 јазици светски. Кои се предностите? Брзо публикува, широко е достапен, овозможува помал буџет, што е многу битно за нашата држава, има одличен индекс на цитираност, потоа ја зголемува доста видливоста на трудовите во списанието, избегнува плаќање на претплати, знаеме како е често пати ние како истражувачи, бидејќи ја представувам академијата, нели имаме проблеми со можноста за претплати и така натаму и се јавува отпор кога нели мора да платите 50, 100, 200 евра за одреден труд. Обезбедува долгорочно управување и достапност и достига дури и до читателите кои што не се во таа основна дисциплина од самото списание кое што ја третира таа проблематика. Други предности дека еднаш публикувано, содржината му е достапна во целиот свет и има добра оптимизација на Google Scholar и други интернет пребарувачи.
се олеснува можноста дека авторите веќе не мора да печатат, па да праќаат по пошта, да се изложуваат на дополнителни трошоци, да фотокопираат и така натаму. Ја подобрува администрацијата во редакцијскиот одбор и евиденцијата, овозможува уредниците и лекторите заедно со авторите да работат како една целина во една симбиоза. Ова е она што ќе се задржам сега во наредните минута две. Значи, Филозофскиот факултет во Скопје, би рекол дека еден од лидерите, иако пред нас е само списанието за хемија, кое што веќе го спомна господин Дадасович, кое што има импакт фактор, веќе започна со Open Journal System. Ние одиме со проект Faculty of Philosophy Digital Library, кој што се уште не иде нормално на интернет, бидејќи се полни базата, со 5 списанија. Ова е основната страница, homepage-от. Тоа се социолошка ревија, каде што главниот одговорен уредник е колешката Аница Драговиќ. Потоа ревија за социјална политика, колешката Маја Гировска-Митев е главниот одговорен уредник. Macedonian Historical Review, едно од поновите списанија на Филозофскиот факултет, колегата Бован Петровски, главен одговорен уредник. Security Dialogues, главниот одговорен уредник професор доктор Тони Милевски, инаку он е и раководител на проектот, а јас сум координатор на овој проект. И конечно нашето списание, нели, кое што јас го редувам, тоа е Journal of Special Education and Rehabilitation, кое што во последните 3 години иде како со отворен пристап, а рековме најверојатно 2013 во првата половина ќе се обидеме и да го ставиме, нели, на Open Journal System. Вака изгледа нашата прва страница. Направен е голем дел од работата завршен, префрлени се PDF-и, но мора да се направи апгрейд на системот, да се овозможи XML пристап на трудовите и HTML. Сосема практично, како се објавува труд и како се пишува за списанието. Значи, што треба да направат авторите? Прво треба да се регистрираат во овој систем. Тоа е едноставен процес на креирање на профил и во овој стадиум може да се регистрират или како рецензент или како читател на списанието, и целиот овој процес има 5 стадиуми. Првиот стадиум, авторот треба да ја селектира секцијата за поднесување на трудот, ја комплетира листата на квалитет и исто така може да испрати своји коментари до главниот и одговорен уредник. Во вториот стадиум, ова е можно значајно, бидејќи тоа е многу битно за пребарувањето, комплетно поднесување на листата за метадата и каде што се даваат основните информации за самиот труд. Потоа треба да го аплоудувате или да го качите документот, нели, во системот, што е едноставна работа за сите оние што разбираат интернет. Стадиум 4, качување на дополнителни файлови, additional files, доколку има потреба. И на крајот авторот треба да направи потврда на поднесувањето или finish submission. Потоа, она што е наша работа како уредници, уредникот мора да го креира бројот, да го зачува, во зависност од тоа колка е периодичноста на бројот, некои излага 12 пати, некои 6, знаете, некои 3 и така натаму. Таков е и оверлодот, односно оптеративноста на уредниците. Уредникот мора да се логира во системот, да ги провери секој дневно поднесувањата и да ги избира сите оние некласифицирани предмети кои што авторите не успеале да ги класифицираат, да ги додели до уредниците по секции и на тој начин да им даде задача во понатамошниот процес на рецензирање. Во процесот на уредувањето, значи главниот уредник и секцијските уредници, доколку ги има, се договараат околу одредување на рецензентите, инаку поволноста е што тука нон-стоп се ажурира податоците со рецензентите и од ден на ден се зголемува таа база и може по 5 години повторно да искористите одреден рецензент кој што ви е од корист. Рецензентот добива имейл за конкретниот труд, му се дава одредено време во кое што треба, нели, да ја направи рецензијата и тој потоа одговара до главниот уредник или до уредниците по секции, во кој што дава препораки за тоа дали да биде прифатен трудот, да биде одбиен или да биде прифатен со minor changes, moderate changes и така натаму. Потоа главната улога има уредникот или уредниците кои што одлучуваат дали го прифаќаат трудот или прават rejection, го одбиваат трудот, праќаат имейл до авторот во кој што, нели, го информираат за тоа
дали е прифатен трудот и во исто време треба да се прати и копија од трудот до техничкиот уредник, се разбира доколку е прифатен, за да техничкиот уредник ја преземе одговорноста околу техничкото уредување на самиот труд. Техничкиот уредник заедно во корелација со авторот вршат уредување на трудот и понатамошниот процес го испраќаат на лекторирање. Во нашето списание конкретно имаме две лектури, едната е на македонски, другата е на англиски, бидејќи одиме двојазично. Понатаму уредникот во секое време мора да има контрола на ситуацијата и да врши увид во состојбата на трудот од техничкиот уредник. Техничкиот уредник го уредува фајлот и со имејлови повторно го информира авторот на трудот, евентуално ако треба да го досреди трудот. Доколку не едитира, ако не може авторот сам да го среди, и на крај се праќа на комплетиран трудот на лејаут уредникот. Конечно, уредникот го прави распоредот на објавување, иницира, рековме, лекторирање, иницира конечно техничко уредување за распределба на содржината. Лејаут уредникот врши, креира дополнителни полења, ако треба PDF, HTML или MP3 во некој случај, и ги поставува тие датотеки. Уредникот може понатаму слободно да ги движи трудовите по секции и по дадена тематика, и на крај бројот е готов кога списанието уредникот ќе зачува табелата на содржината или table of contents и RSS и Atom фидовите тука автоматски системот ги генерира. Кои се можни слабости, секој систем има предности и слабости, тоа е стравот дека уредништвата ќе ги загубат приходите од печатената верзија, што е реален страв во нашето општество, и членствата во списанието, ако тоа стане со отворен пристап. Иако отворениот пристап ја зголемува видливоста на списанието и циркулирањето на знаењата, потоа недостаток на IT инфраструктура во нашите средини, други пречки исто така е несигурноста околу авторските права кои што ја имаат нашите автори и авторите се надевам на Балканот пошироко, и недостаток и подршка за раководење, како и техничка подршка. Ние мака мачиме со нашите, со нашиот IT техничар кој што е за сега единствен на факултетот, но затоа ја презема работата една фирма која што на тендер го доби овој проект. И конечно заклучоци, треба да се создаде свест за отворениот пристап во Република Македонија, за кој што мислам дека не е на доволно ниво, тоа е моје лично мислење. Потребно е зголемување на бројот на списанија кои ќе го користат Open Journal System во Македонија. Ние како филозофски факултет дадовме еден иницијален пример, со добро дефиниран проток на работа и функционалност која што е лесна за користење во списанието со отворен пристап, можеме лесно да го раководиме и да го користиме Open Journal системот. Понатаму да заклучиме дека Open Journal систем е повеќејазичен систем, се извинувам, може да привлече доста луѓе кои што не го говорат англискиот јазик, и исто така како конечен заклучок би кажал, колку повеќе го користиме отворениот пристап и списанието со отворен пристап, многу повеќе зголемуваме видливоста на македонските истражувања и македонските истражувачи. Ви благодарам за вниманието, ова се само контактите на нашата редакција. Благодарам Трајковски на неговото содржајно предавање и за неговите практични информации околу објавувањето на еден труд во Open Access форма во OJS. А сега го најавувам магистер Димитар Поповски од Филолошкиот факултет во Скопје да го започне неговото презентирање. Повелете. Добар ден на сите. Благодарам што дојдовте. Многу сериозна работа ќе зборуваме денес со отворен пристап до научни ресурси. Се надевам дека во следните 2 дена ќе се развијат многу битни, многу интересни дискусии за тоа што ни недостига како држава да се промовираме во светот во едно многу по-отворено светло. If you allow me, I'll continue in English. Ми дозволите ке продолжам на англиски. Основниот говор денес, како што ќе одржам, ќе биде на дел од размислите кои што ги имам за издаваштвото за отворен пристап, може да речете отворената наука на некој начин во Македонија. Ќе одам веднаш
кон тоа што имам да го кажам, две работи што имаме и што ни е потребно. Вчера ги проверив магазините за отворен пристап, има 12 такви во Македонија. Ако следите трендот, ќе видите дека имаме отворање на 4 такви само годинава, што може да е одличен пример дека дека издаваштвото со отворен пристап функционира. Од тие 12 само 2 генерираат содржина, што значи дека имаат метадата на ниво на надпис, што значи дека се индексирани на ниво на надпис. Најважното нешто што може да го коментираме денеска е отворната платформа за хемиско инженерство во Македонија. Единственото списание или зборник во Македонија кој што има таа функција и каде што истражувањето е многу важно. Зошто? Бидејќи имаме закон за високо образование, каде што самиот бара од истражувачите или ги охрабрува да објавуваат во зборници со висок фактор на влијание. Како што дел од вас знаете, има голема научна дискусија за важноста на факторот на влијание наспроти другите дисциплини за мерење на научна метрика, значи бројот на спуштања, дисеминација на информациите и движењето за отворен пристап. Лично, само ќе цитирам препорака од декларацијата во Будимпешта за отворен пристап, и таму се вели дека не треба да го следиме факторот на влијание како метрика за научно влијание, туку да употребуваме и охрабруваме други метрики за научно расширување на информации. Она што ги имаме најверојатно е тековно единствената верзија во живо на едно отворено списание на интернет, и ова е сајт кој што понатаму може да го видите во презентацијата. На трите главни уредници им испратив имейл на трите отворени списанија кои што ги следам и добив само ваков линк. Македонско списание за медицински науки се уште се во бета верзија, се уште не се пуштени јавно достапно. Како што може да видите, македонското списание за хемија и хемиско инженерство има во отворен аксес, отворен пристап. Тоа значи дека може да се пристапува отворено. Не треба да се бараат права од големи издавачи за да ви стане познато списание, бидејќи има фактор на влијание, што е битно за кај нас. Но исто така треба да се внимава на квалитетот на истражувањето кој што се објавува во него. Се вратиме малку назад. Што имаме веќе? Значи имаме Национална дигитална библиотека, нема додам на линков, бидејќи најчесто има документи поврзани со културно наследство, но имаме виртуелна библиотека на Македонија, која всушност е националниот портал каде што може да имаме пристап кон повеќето надписи. Штета што немаме многу време да разгледаме оваа тематика, но да се обидам да барем да пребарам тука, или барем да го потребам како пример дека нашата инфраструктура постои, но не на ниво кое што е задоволувачко
ќе одам. Ќе ги пребарам само изворите со отворен пристап. Ќе се обидам да додам буква А, направам пребарување. Значи, во принцип, имате линкови кон списанија со отворен пристап. Некои од нив не се функционални или немаат платформа, но ова, например, е добар пример како може да имате пристап кон тоа што е индексирано во Националната дигитална библиотека. Исто така имаме и DSpace складиште, кој што мислам дека Метаморфозис го имаш имплементирано. Го проверив вчера и се чини дека не работи. Што е малку лошо, ве молам поправете го. Што е тоа што не треба? Сериозен пристап кон нашата национална инфраструктура, национално складиште, како што слушате од првата презентација, политиките за отворен пристап, за нив ќе зборувам подоцна, активно вклучување на професионалци во однос на библиотекарството и менеджери за информацијски технологии во однос на библиотеката. Значи зборував дека треба да се отвори ваков центар во секој факултет или секој универзитет или секој факултет. Тоа е срцето на ова истражување за сето тоа да биде достапно и пристапно во рамките на институцијата и надвор. Обучувачите во Македонија може ги има 3-4 кои што имаат ваков сертификат. Зошто тоа е важно? Важно е бидејќи информатичката писменост ќе расте ако ги обучите вашите студенти да ги заштитуваат нивните права. Тоа значи дека ќе користат интернет како професионалци, ќе користат како некој што има потреба, го гледаат на поинаков структуриран начин. Тука имаме иницијативи за отворени податоци во однос на владата, исто така е јавната свест за овие работи, главното прашање на оваа конференција. Зелена и златна. Зелениот отворен пристап се институционални складишта кои што ги немаме, златните отворени пристапи се електронски списанија кои што веќе ги имаме. И тоа е нешто што се случува во моментот. Ова е преведено на локални јазици, на македонски и на албански, што е одлично. Исто така препорачувам Федора за подлабока употреба на флексибилни архитектури на ваквите проекти. Програмерите можат чудо да прават со нив. Во факултетот Блаже Коневски имаме, се извинам, од Блаже Коневски имаме дела кој што функционира одлично, меѓутоа тоа е во град Австрија, не во Македонија. Зелениото и златното што гледате како категорија. Зелениот пат кон отворен пристап треба да го имаат ваков протокол за отворен пристап и метадатата поврзана со него. Тоа е мојта на отворениот извор и користењето на стандарди. Во овој случај употребата на ваква метадата, тоа значи дека вашиот институционален склад или вашиот отворен магазин со списание ќе се индексира од сите страна на сите главни портали. Ова се трите најважни списанија во Македонија. Златното и зеленото. Само накратко ќе го спомнам тоа. Зошто ни се потребни различни пристапи кон
информацијска инфраструктура во Македонија. Многу е едноставно. Од 2010 зборував со многу главни уредници, декани, заменик декани и многу персонал од универзитети. Него ни разбираат повеќето од нив, не ја разбираат потребата од отворен пристап, авторските права и слично. Единствените кои што ги разбираат овие работи, зака се самите главни уредници на списанија со отворен пристап, бидејќи тие имаат најмногу искуство, се слободните кои што претходно ги споменав, и сите кои што се слободни имаат имплементирана ваква платформа за отворен пристап и лесно се индексираат од страна на протоколот за отворена архива. Тоа значи дека веќе се дел од глобалната информацијска инфраструктура за отворен пристап. Зелениот пат кон отворен пристап институционалните складишта. Уште 2 минути, значи имам, добра? Зелениот отворен пристап, доколку ги следиме препораките на Стивен Хартнет, кој што е евангелистот на некој начин на движењето на отворен пристап покрај Стивен Питер Шубер од Харвард. Нема да се сложам со него од проста причина што секоја држава има различна ситуација. Како што говорев пред неколку минути, не можете на универзитетот, на ректорите, на деканите, дека мора да имаат склад. Сметам дека имаме различен пристап во Македонија за имплементирање на издаваштвото со отворен пристап. Ова е се чекорите кои што треба да ги следиме. Доколку следиме ова, не сме сигурни дали ќе добиеме некакво влијание. Прво треба да се направи еден склад, да се направи мандат за отворен пристап. Може би се користат системи за отворени списања, но таква платформа барем за да имаме голд, односно златен отворен пристап, значи веднаш ќе има пристап кон квалитетно истражување, понатаму да има национална политика, институционална политика и политика на основачи и потоа да се промовира дисеминирање на отворен пристап. Мислам дека ова е попаметен пристап во однос на моето искуство и искуството на малиот тим кој што ги имаме. Трите главни уредници кои што се вклучени во целата брига за отворен пристап. Најпрви треба да се промовираат есписанијата како начин да се добие брз, квалитетен, отворен пристап кој што го оценува самата заедница. Потоа да се направи институционален мандат. Единствениот човек кој што ќе биде вклучен во ова е главниот уредник кој што ќе зборува со персоналот од факултетот и да добиваат фидбек за тоа што ќе го има на тоа отворено списание. После тоа се инсталира складиште и да се свати дека не треба се публикува надвор од државата, туку да се биде во државата во дигитален смисол и сето академско наследство се чува тука. И чекор напред би било да се полни тој склад. По години на полнење на складиштето од прилика 70% од академското издавање на факултетот може да се собере. Само повторно го цитирам Стивен. Само кратко да завршам, се надевам дека ваков тип на конференции отвара нова перспектива за луѓе кои што се вклучени во издаваштво за отворена наука и отворени податоци во однос на наследството кој што го оставате не само за вашата земја, туку за целата заедница. Ако навистина ги следиме овие лесни чекори од некои од презентациите кои што ги добивме од Словенија, например, да се гради централен портал со отворен пристап или да се обидеме да бидеме дел од Open Air програмата пред да влеземе во Европската унија, да бидеме дел од нејзиното истражување. Таквите работи можат на некој начин да ги придвижат овие работи од
фаза на умртвеност, но треба да поддржуваме отворен пристап, тоа не значи дека треба да радикално да го поддржуваме, но барем да им презентираме на јавноста дека во дигиталната ера авторските права, скиентометриката се менува и дека треба да бидеме свесни за тоа и да бидеме дел од тоа. Тоа се. Благодарам. Благодарам на магистер Поповски за неговото предавање, презентација, во која навистина пружи неколку примери на добра пракса, на добра практика и практични решенија, кои Република Македонија полека, но сигурно ја водат кон open science, кон отворената наука. Јас се надам дека навистина ви беа интересни овие презентации кои ги проследевме заедно. Малку го пробиваме веќе рокот, но сепак не смееме да ја пропуштиме и можноста да поставите прашања. Но јас навистина би ве замолил да тие да бидат конкретни. Ако имате некои прашања или коментари, повелете. Да. Ти чекате го микрофонот. Универзитет. И бидејќи два пати беше спомнат Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, неговиот импакт фактор, мислам дека ќе беше подобро да биде претходниот уредник или сегашниот уредник на тоа списание да ни објасни како стигна, уствари како стигнавме сите ние таму како уредници до тој импакт фактор. Почнувајќи од проектот во кој што и Мојца Котлар беше таму, некаде од 2004 година, и не изгледа така лесно како што сега е прикажано, затоа што ние бевме принудени како уредници прво да го дигитализираме целото списание и на основната одлука што тогаш ја донесовме во 2006 година е да го ставиме на Open Access. И веднаш после година-две го добивме првиот импакт фактор, а тоа е, мислам дека беше 0,2. Денеска, после 3 години континуирана работа на тоа списание, иако тоа списание има историја од цели 30 години, денеска има импакт фактор повеќе од 1. За Македонија беше најосновно и за нас како уредници таму точно тоа, да бидеме отворени со оглед на тоа дека сме мала земја и дека нашите трудови баш и не се толку ценети надвор. Сакам да кажам дека беше огромна работа и можеби најглавната одлука што тогаш ја донесовме е да бидеме отворени за сега. И затоа мислам дека ќе беше подобро да дојде или Зоран или Елеонора Винтехаузен да го презентира тоа, бидејќи беше навистина огромна работа која што ја направивме. Да, значи во прилог го имате предавањето на професор Здравковски во буквална смисла за таа тема. Патот до импакт факторот за списанието за кое што зборуваме, и тоа предавање го држевме во рамките на неделата за отворен пристап и тоа може да го погледнете. Да, тоа го има. Целта на овие предавања е да се сподели, да се дисеминира начинот на кој што издавачите со отворен пристап во Македонија, веќе ги спомнав тие 3 journals, тие 3 списанија, се трудат да бидат дел од таа инфраструктура за која што зборуваме. Значи предавањето за кое што зборувате, може да го погледнете, ако сакате, на Open Access. Јас сум еден од уредниците на Macedonian Journal of Chemistry. Знаете, проблемот, ако може тоа проблем да се нарече, не секој сака да зборува пред камера. Тоа не е лоша работа, тоа е добра работа. Меѓутоа, она што нас ни е битно како истражувачи е да имаме одреден тип на база за овие работи за кои што сега зборуваме. Верувајте дека самата конференција е еден тип на отворена база за отворено образование, кое што подоцна може да биде користена во настава. И тоа е многу убава работа. Не е така едноставно. Огромен беше трудот кој што сите уредници таму
го направија за да стигнат до овој импакт фактор и достапноста на Македонија и истражувачите, мислам на техничкиот дел, истражувачи од техничките науки да бидат достапни и видливи секаде во светот. Благодарам на вашиот коментар. Дали има други прашања или коментари? Повелете. Да, повелете. Е, овде напред. Там. Тука напред. Подигнite ја раката, ве молам повторно да ве видат. Okay. First of all, I would Како прво сакам да ви се заблагодарам за извонредните презентации што ги слушнавме денеска. Моето прашање е упатено кон платформите за отворен пристап. Дали постои можност да се спојат две различни платформи од две различни земји, например, да се спои целата работа, сите статии, за да можеме да имаме поголем обсег на трудови? Тоа ми е прашањето. Дали можеме да ги споиме двете платформи? Ова веќе се случува, всушност има институционални репозиториуми во 27 земји на Европската Унија и метадата податоци се стават во еден портал. Ова е овој портал што го гледате сега и кој Билјана го покажа во текот на својата презентација. Идејата е, значи, кога вашето складиште во OpenAir, во согласно со OpenAir, не сум техничко лице, но доста лесно се прави тоа. Значи, еве ова вие што кога ќе воспоставите такво складиште на трудови, направете го во согласно со OpenAir и го споменавме и Стивен Харнет предходно. Мислам дека минатата недела тој беше доста ентузијастички расположен на форумот во Будимпешта. Значи, ова е во согласно со OpenAir, треба да го прошириме на целиот свет. Значи, усогласеноста со OpenAir се 3 полиња во еден сет на метаподатоци и тие 3 метаподатоци се името на проектот, потоа бирате како видна публикација депонирате, дали е со отворен аксес, дали има ембарго и така натаму. И третото поле е дали има, ако има ембарго, кога истекува ембаргото. Значи, многу е лесно, воопшто не е тешко. И треба да земете Федора или Епринт, кој што веќе се наоѓа во софтверот, значи ништо не морате да направите. Благодарам. Доколку немате, јас би ве стимулирал на вистина да ги контактирате нашите презентери за време на паузите, евентуално и по ручекот, кој на вистина и сега сакам да го најавам. Да, вие, секој од нас, значи, требаше во нашите папки да добие по еден купон со кој ќе можеме да се идентифицираме, нели, во ресторанот. Ресторанот е Стара Скопска куќа, Old City House, кој се наоѓа на некои 200 метри од тука. Значи, по излезот од хотелов, од Салава, се оди на десно, лево преку мостот, 200 метри од десна страна. Old City House. Повели. Само да дополнам дека на излезот ќе бидете упатени каде точно треба да се движите. Подгответе ги вашите купони и ќе треба при влез во ресторанот да ги дадете на хостесата која што ќе ја препознаете, обличена е во портакалова тејет комбинација и со кадрава коса. Благодарам, повелете.